Вработени во водостопанската подружница Брегалница, пред почетокот на работното време организира мирен протест пред влезот на предпријатието. Причина е што не ги добиле платите за изминатите 3 месеци. Незадоволни се што и покрај успешното реализирање на работните задачи за одржување на каналската мрежа, наводнување на земјделските површини во Брегалничкиот регион и одличната наплата на побарувањата за извршените услуги, не ја добиваат заслужената месечна заработувачка. 3 плати немаме земано и проблемот со другите што имаме проблеми околу наводнувањето со немање на ХТЗ опрема, алат за работа, тие работи. Основната причина е што ние сме акционерско друштво на ниво на Македонија, кое со каква поставеност не може да функционира, затоа што во Скопје има многу вработени, има 80 души администрација кои се нерентабилни, додека ние овде во подружница сме само 20 души вработени стално. Седни чекори се превземаат на ниво на Македонија, значи запознаени Сојузот на синдикатите на Македонија, бевме на состанок и наистина е договорено веќе да се организира штрајк и една од барањата покрај платите и реорганизација на фирмата. Работниците се незадоволни за тоа што наплатата добро кај нас оде, дават се од себе, многу малку луѓе се на полето и си вршат работата баш онака како што треба. Само гласо да не се чуе, ништо друго. После тоа враќаме се повторно на работа, работата не смее да трпе, луѓето се враќаат на терено, работните задачи ќе си ги завршат. Ово е само едно мало предупредување. Еве, пак ќе повторам дека спонтано секој се собра, кога дојдовме на работа, застанавме тука, тоа е тоа. Протестот на вработените траеше околу половина час. Потоа вработените во водостопанската подружница се вратија на своите работни места. Владата ги усвоила измените во Законот за градење, според кои во иднина граѓаните и фирмите ќе можат да поставуваат фотоволтаични панели за производство на струја на покривите, без да бараат одобрение од општините. Изменетото законско решение деновиве ќе биде доставено до собранието, кое исто така треба да даде согласност. Со измените, покрај поедноставување на постапката, се предвидува фотоволтаични панели да можат да се поставуваат на индивидуални објекти за домување со капацитет до 6 киловати, како и кај правните субјекти со капацитет до 40 киловати. Процедурата која е денеска усвоена на влада предвидува фотонапонските електроцентрали да можат да бидат поставени на објекти во индивидуална собственост до 6 киловати и од страна на сите субјекти потрошувачи, односно на правни субјекти, до 40 киловати. На колективните згради со етажна собственост, вакви електроцентрали може да бидат поставени од страна на заедницата на собственици, односно совет на станари, за единствено заедничките простори. Клучно е во оваа измена дека на граѓаните нема да им биде потребно одобрение или решение од општината за поставување на фотонапонски централи до 40 киловати, односно до 6 киловати. Инвеститорите на електроцентралата се должни само да ја известат единицата на локална самоуправа за поставување на фотонапонска електроцентрала и да ги достават следните документи. Под 1, извод од Централен регистар, доколку инвеститорот е правно лице, што значи за фирмите или компаниите. Или копија од лична карта, доколку инвеститорот е физичко лице, за куќите и домакинствата. Под број 2, имотен лист за објектот на кој се предвидува да се постави фотонапонска електроцентрала. Или доколку објектот не е во собственост на инвеститорот, се доставува договор склучен со собственикот на објектот или писмена согласност од собственикот. Министерот за транспорт и врски Благој Бочварски информираше дека неискористената произведена струја фирмите и граѓаните ќе можат да ја продаваат, односно таа ќе се враќа во електроенергетскиот сектор. По околу половина година од склучувањето на договорот за снабдување со струја, општина Кочани објави нова јавна набавка за наредниот период. Причина за новата тендерска постапка, односно за избор на снабдувач со електрична енергија, е што средствата од претходно подпишаниот договор со компанијата Energy Delivery Solutions се веќе прилично потрошени,
Локалната самоуправа сака навреме да најде нов добавувач за да не остане без енергија. Во техничката документација за јавната набавка е нагласено дека средствата што претходно биле предвидени значително се потрошени поради покачувањето на цената на струјата, а оние што преостанале според планот нема да бидат доволни во периодот до истекот на договорот. Поради тоа, во согласност со измените во планот за јавни набавки за оваа година, неопходно е повтор пат да се направи набавка на електрична енергија за само 12 месеци. Пресметките што се направени, базирани на потрошувачката во текот на минатата година, покажуваат дека за во наредниот период ќе бидат потребни околу 1000 мегават часови електрична енергија во скапата и ефтината тарифа. Од буџетот на општина Кочани за струја се плаќа за околу 120 електрични броила за улично осветлување и за јавни простории, меѓу кои покрај општинската зграда влегуваат и објектите на сите средни и основни училишта, напротив пожарната единица, спортските сали, градскиот стадион, етно куќата и други простории со помала површина. Советот на општина Виница даде едногласна подршка на барањето од фудбалскиот клуб Слога 1934 за дополнителна финансиска помош за реализација на обврските и надпреварувањето во втората фудбалска лига. Од страна на раководството на клубот беше упатено писмено барање до локалната самоуправа на Виница од буџетските средства да се префрлат дополнителни 1.750.000 денари. Како што беше наведено во дописот, парите би се искористеле за плаќање на котизацијата за учество во првенството, за трошоците за превоз на играчите на гостувањата, за достасаните обврски за храна и престој на фудбалерите, како и за други тековни трошоци. На 11-тата седница на Советот на општина Виница, што се одржа во понеделникот, беше дадено образложение дека може да се излезе пресрет на барањето, но не со целата побарана сума. Скоро сите фудбалски клубови и други спортски екипи се соочуваат со предизвикот како да ги обезбедат потребните финансиски средства за надпреварување. Фудбалскиот клуб Слога 1934 пак имаше неплатени трошоци од претходното првенство, иако со одлука на Советот во декември минатата година на клубот му беа исплатени 2 милиони денари. Клубот беше должен да исплати позајмица од околу 11.000 евра, трошоци за неисплатени плати, превози, ноќевања, како и други побарувања. Советничката група на ВМРО ДПМНЕ во Советот на општина Кочани испрати писмен допис во кој обвинува за склучени штетни договори во комуналното претпријатие Водовод. Во време на енергетска криза, кога доспеваат астрономски суми за сметки за електрична енергија на домакинствата, стопанството и јавните претпријатија, секој заштеден денар е од посебна важност за нормално функционирање на комуналното претпријатие. Претходниот инкриминиран естаблишмент во КЈП Водовод
Очигледно се водел од личен интерес за полнење на нечии џебови, за разлика од граѓаните кои едва и врзуваат крај со крај. Предходниот директор Андреј Киров склучил штетни договори за осигурување на имотот на комуналното предпријатие Водовод во 2019, 2020 и 2021 година. Вкупната сума за овие 3 години што ги исплаќа јавното предпријатие на осигурителни компании е 6.426.314 денари со данок на додадена вредност. Од овие пари за непродуктивни расходи, намери за провизии на осигурителни брокерски друштва се исплатени 1.285.263 денари. Се поставува прашањето зошто директорот Андреј Киров во 4 очи склучувал договори за дополнително осигурителни брокерски услуги. Зарем комуналното предпријатие Водовод нема стручен и професионален кадар за оваа тендерска постапка да ја спроведе самостојно. Советничката група на ВМРО-ДПМНЕ нема да дозволи вакво понижување на граѓаните и има план тоа да го спречува и во иднина. Ги повикуваме сите советници во Советот на општина Кочани да ја поддржат оваа наша иницијатива на следната седница на 31 август, се вели во писмениот допис од Советничката група на ВМРО-ДПМНЕ во Советот на општина Кочани. Општинската организација на СДСМ од Кочани упати писмена реакција во врска со соопштението од Советничката група на ВМРО-ДПМНЕ. Најостро реагираме во врска со соопштението на ДПМНЕ и актуелното раководство на Водовод. Јавноста заслужува да биде информирана. Имено, осигурувањето на комуналното предпријатие е законска обврска и доколку истото не е осигурано, одговорното лице подлежи под кривична одговорност. Во соопштението се наведуваат години кога Водовод има спроведено јавна набавка за осигурување, а брокерот не подлежи под закон за јавни набавки за осигурување, бидејќи Водовод не го плаќа истиот, туку брокерот си ги наплаќа извршените услуги од осигурителната компанија. И актуелниот градоначалник Папазов за време на директорувањето во Водовод има користено брокерски услуги, како што користи и сега во самата општина. Прашањето сега е дали директорот на Водовод Антонио Паунов има склучено договор за осигурување на предпријатието и ако нема, зошто е тоа така? Кој ќе сноси одговорност и кој ќе ги покрие настанатите штети? Дали ќе има кривична одговорност за недомакинско работење и за предизвикана намерна финансиска штета на предпријатието? Кој ќе има корист од сето тоа? Стои во писмената реакција од Општинската организација на СДСМ Кочани.